Завршувањето на 6-месечниот период во кој ја вршеше функцијата ВД директор на Основното училиште Никола Карев беше повод првиот човек на образовната институција Александар Андов да свика пресконференција на која беше даден отчет за реализираните активности. При тоа, преку видеопрезентација беа представени инвестициите за подобрување на просторните и другите услови за изведување на наставата. Исто така беше презентирана и реновираната наставничка канцеларија, за чие уредување се вложени лични средства од училиштето, како и финансиска и друга помош од донатори. Условите во училиштето се подобрени, според мене на многу повисоко ниво од она што беше. Долгот кој што уште на почетокот, знаете, на првите 10 дена ми беше наметнат од страна на Автоатом, не обескребен, напротив, ни даде додатна мотивација и енергија да можеме да работиме уште посилно, уште попосветено, за да ги достигнеме овие резултати кои што се денеска, и одговорно можам да кажам дека веќе ниту една сметка не се должи на Автоатом и тековно си течат плаќањето на како што треба. Со тоа покажувам дека одговорно работиме, исто така и оние тековни работи према КП Водовод и слично кои што имаат долгови, постепено ги намалуваме, со тоа што на сметките додаваме плюс средства кои што одат на сметката на КП Водовод. Имаме наши пријатели, луѓе кои што не сакаат да бидат спомнети, имаат поддршка, имаме поддршка од нивна страна и се надам дека понатаму ќе продолжат. Овој отчет го направи само за да видат дека средствата кои што ги вложиле во нашето училиште се на вистинското место, дека и понатаму можат да веруваат во нас, во она што го правиме, и да помагаат и да вложуваат. Инаку денеска ми завршува и првиот дел од 6-месечниот мандат како ВД директор. Затоа овде граначалникот да му се заблагодарам за довербата која што ми има дадено да ја водам оваа институција во овој временски период, за соработката и поддршката која што цело време ни ја дава на сите директори во општина Кочани. До сега сме имале огромно разбирање од негова страна за се што имаме побарано и се надам дека и натаму ќе продолжи така и само така ќе се гледат успесите на училиштата. На представувањето на реновираната наставничка канцеларија присуствуваше и градоначалникот Љупчо Папазов, кој изрази задоволство од досега реализираните активности во училиштето. Сакам да најавам дека општина Кочани и натаму ќе продолжи со поддршката на сите училишта и на Основното училиште Никола Карев и дека веќе сме на пат да реализираме уште еден проект преку Источнопланскиот регион и Бирото за рамнороден регионален развој за поставување на фотоволтаици на кровот на училиштето, за која потреба самото училиште изготви и финансираше проект со кој ќе финансираме преку Источноплански регион, како што реков, до Бирото за рамномерен регионален развој, и во поглед на енергетската ефикасност и справувањето со трошоците за електрична енергија ќе имаме една порелаксирана ситуација. И уште едно ветување од страна на локалниот ротари клуб од Кочани, кој ќе со соодветна апликација кон одредени институции ќе направи напори за уредување на училишниот двор и околината во кругот на училиштето Никола Карев. За поставување на фотоволтаичните панели на кровот на Основното училиште Никола Карев ќе се инвестираат околу 2 милиони денари. Со донацијата од Ротари клубот Кочани Виница пак планирано е да се уреди кошаркарско игралиште. Потоа на постојниот терен за мал фудбал да се постави вештачка трева и да се обнови опремата, како и да се уреди детски забавен парк со лулашки, клацкалки и други реквизити.